Додека еден пожар стивнува, друг се разгорува. Македонија веќе повеќе од месец дена се бори со пламените јазици. Денеска гори на 16 локации, од кои 7 се уште се активни, а најалармантно е во македонски брод Демир Хисар, Дојран и Охрид. Уште гори во пределот кај село Тажево, Брезнице, на Илинска планина, во реонот кај селата Витово, еден од краците кон Јасен, Базерник, Мали Илино и Брежани, а пожари има и на територијата околу Дојран во реонот кај селото Фурка кон Богданци. Од Центарот за управување со кризи велат дека само во последното деноноќие на бројот 112 добиле 2562 повици. Во моментов изгаснати се 3 пожари, еден во Валандово и 2 во Гостивар. Гори во село Слатина и на Галичица во Охрид, и во Чашка во селото Папрадиште и Ореше, како и во Петровец во село Градманци. Под контрола се ставени пожарите во Пробиштип, во селата Зелени град и Јамиште, во Охрид, во Косел, Расино, Опеница и Вапила, во село Пласница изгасна, додека во село Латово се уште чади. Гори и во Делчево, Зелениково и Студеничани. Пожарите направија пустош во Македонија. Од национални шуми велат дека огнените јазици пеплосаа неколку региони, уништија илјадници хектари шума и предизвикаа ненадоместлива штета. Надлежните се постојано на терен и вршат увид на опожарените места. Се прават првичните проценки и планови како да се санираат опустошените делови од огнената стихија. Во пожарите се уништени илјадници хектари шума, за која ќе биде потребно најмалку 50 години за да се обнови, велат од национални шуми. Станува збор за опустошување на белите дробови на најубавите планински предели во земјата. Поради многу сушното и топло време, кое ќе продолжи во текот на неделава, како и поради ветерот кој повремено ќе биде со засилен интензитет, постои зголемен ризик од појава на нови шумски пожари во Македонија. Температурите се очекува да стигнат и до 37 степени. Пламените јазици кои дивееја одземаа и човечки живот. Возрасен маж почина во кумановското село Кокошиње, задушен од чад. Во борбата со пожарите повредени беа и 4 пошарникари. За само еден месец изгорени се и повеќе од 400 објекти, куќи и викендички во источниот дел на Македонија. Од вчера е отворен и хуманитарен пункт во Скопје, каде граѓаните ќе можат да однесат конзервирана храна, облека, патики, мебел, душеци и разни други материјални добра, кои потоа ќе бидат однесени во 30 на села и раздадени на околу 400 домаќинства.